Нема никаква гаранција дека ни по 29 август, кога советниците ќе изгласаат програмата на Арсовска за санирање на хаосот во Скопје, метрополата ќе профункционира нормално. Јавните предпријатија ЈСП и комунална хигиена ќе добијат средства за поправка на 30 автобуси и ангажирање на дополнителен персонал за чистење на отпадот. Но дали тоа ќе биде доволно, оттаму не даваат конкретен одговор. Од ЈСП за Алфа велат дека ќе направат се за да стават повеќе автобуси во оптек, но нема никаква гаранција дека скопјани нема да мораат и натаму да чекаат со часови на јавните постојки. Значи, ние ќе направиме се што во наши можности да се стават повеќе автобуси во сообраќај. Но тука зависат низа фактори, бидејќи се работи за краток временски период. Некои автобуси се сервисираат надворед сервисите на ЈСП, а другите што се сервисираат тука, чекаме одредени делови од добавувачите, бидејќи беше во контекст на тоа имаше и дека ќе се одреди одредена финансиска помош за ЈСП во однос да може да се сервисираат тие автобуси, значи работите се малку покомплексни и не може никој да ви даде гаранција, но условно мислам дека ќе успееме голем дел од автобусите да ставиме од тие 30 автобуси во оптек. Од комунална хигиена и новиот директор засега не добивме никаков одговор дали по изгласувањето и ангажирањето на новите 120 сезонски работници, конечно ѓубрето ќе се собира навреме и скопјани нема да мораат да гледаат преполни контенери и расфрланиот отпад околу нив. По вчерашниот состанок со градоначалничката Арсовска, председателот на Советот во градот Скопје, Трајко Славевски, рече дека владата била подготвена дел од средствата кои што стојат неискористени, наменети за инфраструктурен проект, да ги префрли на ЈСП за рехабилитација на одреден број на автобуси. Но за него е нејасно зошто јавните предпријатија досега не правеле ништо со застарената механизација, иако од страна на Советот имале одобрени инвестициски планови. По вчерашниот состанок со советниците на град Скопје, градоначалничката Арсовска ги избегна новинарите. Премиерот Мицкоски, кој лично се ангажираше за да се среди хаосот, повика советниците да го поддржат планот, но изрази сомнеш дека со тоа и навистина ќе се решат проблемите на градот кои ескалираа под раководство на Арсовска. Мицкоски ја повика градоначалничката да создава пријатели наместо непријатели.